Роден сум во Скопје, во Македонија и имам средно уметничко завршено и Академија за ликовни уметности. 86 и 87 бев во Чикаго, случајно со мајка ми, али се вратив назад, завршив во Македонија и после тоа дојдов 92 дојдов во Њујорк и после кога дојдов тука, после добив стипендија Фулбрайтова во Фулбрайт, уствари институт Arts and Science се вика во Универзитетот на Арканзас и бев таму 2 години, teaching assistantship тоа имав и предавав и учев, значи учев и она со предавање. И после се вратив во Њујорк. Во Њујорк, како и секој друг, дека сум уметник по професија, сликар и вајар. Тогаш почнав првин со сликање, имав ателје, рентирав во Бруклин, живеев во Бруклин. И се деси допред најинтересно првно со сликање се работев. Еден ден чека да имам магазин скулптура и свртив во скулптура. Татко ми е иначе вајар, скулптура, али никош не сум работел со татко ми порано, него така. Сликарство завршив, графика, ама ете, нешто ген имало да се префрлам во скулптурата. И во Мирмери највеќе работам и така да во Бруклин делев ателје со еден друг бразилец, кој што тој беше вајар, почнавме заедно и ми се виде тоа што сум требал да работам е скулптурата. После 97-98 отприлика тука се префрлив во ова простор што беше првиот ателје, целото отворено беше и ко нормално ко секој друг се бори за живот, со работа, проекти. Доброто што со скулптура што се бавев имаше доста работа за дизајн. Значи работевме доста мозаици, доста скулптури по нарачки, доста работевме на доста така се што од камен што се бараше. Значи и тоа дојде до ситуација да многу се запознаеш со и луѓе, со архитекти кои што помагаат понатаму во твојата професија. Научија луѓе што работам, па почнаа да нарачуваат и од скулптурите, не само од дизајн. И лека полека со глобализацијава на светот, што станување се поевтино и поевтино, дизајнот си отиде на Кина, на сите други работи, така да одека во Америка остана само уметноста, што се вика. И што е добро, интересно, што си продолжи пак со својата работа.